Ке се укине ли Законот за национален уметник на Република Македонија? Предлогот од Министерството за култура поднесен до владата, Законот за престанување на важење на Законот за национален уметник на Република Македонија, кој беше објавен во единствениот електронски национален регистар, треба да влезе во процедура. Со предлогот на законот се предлага Законот за национален уметник на Република Македонија да престане да важи. Имено, законот создаваше нерамноправен третман помеѓу националните уметници и другите вработени во културата, кои имаат примања во многу помал износ од просечната плата во Република Македонија, стои во предлогот на законот. По поднесениот предлог за Законот на национален уметник беше поднесен и предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за култура, во кој се вели: со предлог на законот се создаваат нормативни основи за рамноправен третман на сите уметници и стручни работници од областа на културата кои се стекнале со републички, односно државни награди, и се придонесува кон зголемување на одговорноста и отчетноста во работата на директорите на националните установи, што е во согласност со начелото на владењето на правото и создавање на еднакви услови во остварувањето на правата од творештвото. Засега од Министерството за култура молчат за предлогот измените на овие закони. Титулата национален уметник во Република Македонија почна да се доделува уште во 2011 година, согласно посебно донесениот закон. Признанието досега го добија пијанистот Симон Трпчевски, режисерот Милчо Манчевски, пеачката на ромска и македонска народна музика Есма Реджепова Теодосиевска, оперскиот певец Борис Трајанов, оперската певица Ана Дурловски и поетот Никола Маџиров. Секој носител на титулата доживотно секој месец добива 60.000 денари и има право да му биде издадена монографија за неговото творештво од буџетот на државата.